град, поточно, дека и понатаму решението на проблемот се прекомерната бројност на бездомните куќиња се гледа во нивно масовно усмртување, кое е крајно некумано и неоправдано и патем никогаш нема да не доведе до намалување на нивната бројка. Ние, активистите за заштита на правата на животните, ќе одржиме мирен протестен собир пред градското собрание, како што е, нели, така гледате дека држиме и протестираме. Сакаме да укажеме и да бидеме сослушани дека овој нехуман и свиреп метод, односно официјалната стапка на усмртување од 60% на уличните куќиња, не само што е срам за нашата држава, туку и крајно неефикасен и неекономичен метод за справување со проблем. За нас е императивно доследното спроведување на програмата со која патем и отворен стационар од Вардариште, читај Аушвиц, програма Залови, стерилизира и врати. И доколку истата се спроведува доследно, ние нудиме огромна помош од секој аспект на действување. Стручни експертизи и консултации, практична помош во заловување на куќињата, волонтирање во стационарот, обезбедување на донации во храна и слично, силни медиумски кампањи за пропагирање на вновување без домовилени, јавни едукативни трибини, барање донации од странски фондови. И гарантираме конечно решавање на проблемот со прекомерната бројност на бездомните куќиња, единствено, ефикасно, хумано, економски и сплатливо решение, со кое се гарантира половината безбедност на граѓаните. Нашите конкретни барања во градот Скопје и јавното предпријатие комунална хигиена се: под број 1, веднаш да се запре нормното усмртување и да се спроведе програмата со која стационарот е отворен, а тоа е Залови, стерилизира и врати. Под број 2, поведување прецизна евиденција на секое заловено, стерилизирано, а прецизно и стерилизирано куќе со детално прецизирање на причините за таква одлука и подпис од ветеринарно лице кој смртта е наложена опсона. Под број 3, типно отварање на стационарот за посетители и активисти работен ден, како што и практиката во сите европски држави и во нормалните стационари од овој вид, а не само во петок и сабота по 3 часа дневно. Ова под број 3 е кога ќе имате разведени родители како што даваат децата до студиото. Под број 4, познала таблет на голем број волонтери во стационарот со флексибилно време на работа, бидејќи помошта ја нудиме без барање за финансиски надомештки. Под број 5, транспарентност на работењето на стационарот, а поедно и достапност до јавните податоци, кои го засегаат неговото функционирање, посочуваме дека и по 5 месеци чекање немаме добиено податоци кои сме ги барале за функционирањето на истиот и покрај тоа што институцијата е и обврзана да ни ги достави. Под број 6, вработување на лица во стационарот што ги сакаат и се грижат за животните, а не неквалификуван и груп персонал, читај примитивски. Под број 7, соработка меѓу надлежните и невладиниот сектор за наоѓање заедничко решавање на проблемот со бездомните куќиња, што е практика во секое демократско општество. Под број 8, подобрување на условите во стационарот Вардариште, каде во моментот стотици куќиња умираат од прегласност, студ и од заразни болести. Под број 9, конечно откапување на земјиште на Сдруженијата за заштита на животни за отварање на припадилишта за бездомни животни, бидејќи за жал Македонија е единствена европска земја без ниту едно припадилиште на целата своја територија. За крај, почитуван градоначалник Трајанов, веруваме дека нашите барања ќе бидат прифатени, ќе се стави крај на оваа нехумана пракса на усмртување на куќињата и дека конечно ќе пристапиме кон заедничко решавање на проблемот на цивилизиран и ефикасен начин, согласен со европските критериуми, кои ќе ги придонесе во градењето на позитивниот имидж на нашиот град, во што ќе ја добиете нашата целосна поддршка. Со почит, активисти на Сдруженијето Анима Мунди, активисти на Сдруженијето за заштита на живот Црна, независни активисти за заштита на животните и вечна Бејби Петрик. И за крај, господине почитуван градоначалник Трајановски, се надевам дека имате уши, ако не, имаме врски на уво, нос и грло, ќе ве препорачаме да ви ги прочепкат ушите. Благодарам.